Почитувани сограѓани, не стивнуваат негативните реакции на битолчани со нивни прашања и негодувања при последната посета на лидерот на ДПМНЕ, господинот Мицковски во Битола. Освен по туристичкото селфи на Перистер, господинот Мицковски битолчани ќе го запаметат по младите насилници како негова позадина, но најповеќе по неговиот најголем поддржувач од првите редови, уништувачот на Битола, Владимир Талевски. Господине Мицковски, доблесно од вас, заедно со Владимир Талевски ќе беше да им одговорите на битолчани. Како ветената железничка пруга кон Кременица која ветувавте на сите избори од 2006 година не успеавте да ја реализирате. Парите да ги потрошите во неповрат, за сега владата на СДСМ и коалицијата со градоначалникот господја Наташа Петровска во целост да изградат и повторно поврзат Битола со железничка пруга кон Европска унија. Господине Мицковски, требаше да бидете искрен барем према младите и да им се извините што вашиот поддржувач Владимир Талевски им го затвори полигонот за возачки испит во Битола, па ги натера младите битолчани да полагаат во други градови, за сега СДСМ преку градоначалничката Наташа Петровска во целост да го изградат и пуштат во употреба новиот полигон за полагање на возачки испит. Господине Мицковски, вашиот говор требаше да започне со критика кон бившиот прв поддржувач Владимир Талевски, што во 13 години единствено уште успеа да ги уништи образованието и институциите во Битола, задолжувајќи ги со 4,5 милиони евра долг со блокирани сметки од 2011 година. СДСМ и коалицијата со градоначалникот Наташа Петровска успешно го сервисираат целиот долг со поддршка на владата. Ги одблокираат сметките на училиштата, но во исто време континуирано се реконструираат и обновуваат детските градини, основните и средните училишта. На битолчани им зборувате за обезличување, но токму вие, господине Мицковски, и вашиот сопартиец Владимир Талевски сакавте да обезличите Битола со продажба на офицерскиот дом. Сега СДСМ и коалицијата со градоначалникот Наташа Петровска, како што ветија, започнуваат со негова реконструкција и ставање во целосна функција на офицерскиот дом. На крај, господине Мицковски, на вашиот туристички престој во Битола, на вашето селфи на Перистер требаше да ми се извините битолчани, што вашиот поддржувач Талевски им го наплатуваше престојот на битолчани при влез во својот национален парк Перистер. При тоа, во два наврати вретуваше изградба на колекторски систем, изградба на пожарениот дом планинарски Копанки, кој исто така Талевски преку ноќ сакаше да го присвои. Денес, тогашната сурова реалност е само лошо минато на битолчани, бидејќи СДСМ и градоначалничката Наташа Петровска во целост го променија. Влезот во националниот парк е бесплатен, колекторскиот систем во изградба, а планинарскиот дом се враќа назад на битолчани преку негова скора изградба во интерес на сите љубители на планината. Ова се само дел од пораките и прашањата кои вие од ДПМН и господинот Мицковски упорно бегате. Ете затоа битолчани го избраа СДСМ, бидејќи избраа европска иднина, со европски принципи и вредности, со здрава демократија, каде што зборот важи.